Благодарам за вашето присуство на оваа денешна средба. Значи, како што знаете, коалицијата на ВМРО-ДПМН заедно со коалиционите партнери за обнова на Македонија одлучивме денеска да организираме една граѓанска средба со вас, се со цел да презентираме дел од нашите предвидени проекти во нашата програма, а истовремено и да слушнеме дел од вашите потреби и проблеми. Како што може да забележите, денеска со нас е носителот на листата на ВМРО на изборна единица број 2, господинот Владо Мисајловски. Тука се коалиционите партнери од политичката партија РОМ, господинот Ерџан Селими, политичката партија Демократски сили на ромите, и мислам дека имаме представници од политичката партија Демократска партија на ромите од господинот Билјази. А исто така, наш гостин денес е присутен и тука господинот Гоце Трановски, кој мислам дека превидејќи ние како општински комитет сме постојано тука со вас на средби на чести видувања, јас не би сакал да земам голем дел од времето, би сакал на почетокот да му дадам збор на господинот Мисајловски за да можеме да ви се обратиме. Јас доаѓам постојано тука, неколку пати сум бил, се чувствувам убаво, се чувствувам пријатно, со убави луѓе, со добри луѓе, независно од политиката, јас повторно ќе доаѓам тука. Да се гледаме, да разговараме. Јас не можам да ви понудам еднократна социјална помош, но ветувам заедно со овие луѓе дека постојано ќе бидеме тука во улиците, во сокаците, ќе разговараме да ги подобриме, да го подобриме вашиот живот и стандард. Знам дека има многу граѓани што имаат проблеми социјално, имаат граѓани проблеми да најдат работа. Ветуваме дека ќе разговараме со секој еден од вас. Слободно поминете низ улиците. Слободно. Кажете дека Владо Мисајловски бил тука, дека заедно со вас ќе пробаме да помогнеме на секој независно која партија, бидејќи сме различни. Сакаме да има поубав живот тука. Сакаме овие улички да добијат малце асфалт. Сакаме малце осветлување да има во ова населено место. Заборавено е Шуто Ризари овие 3 години. И знаете зашто ве третираат само за да излезете да гласате и потоа не ви обрнуваат внимание. Да го смениме тоа. Ние сме опозиција веќе 3 години. Јас доаѓав често пати тука, имав многу убави средби, да доаѓам и после тоа и да не ги забораваме овие луѓе, и тоа е најважно. Бидејќи потоа треба да станеме пријатели, треба да можеме вие да ни се јавите, а ние да ви помогнеме. Ја на крај само сакам да кажам нешто. Може ќе не угнетуваат овие 3 години, не угнетуваа, не прогонуваа. Сме се посилни, појаки, а јас го гледам тоа во Шуто Ризари. Бидејќи вие сте добри луѓе, честни луѓе, сакате Македонија да се развива и сакате да останете во Македонија. Ете, денеска сме тука собрани во општината Шуто Ризари да ја побараме вашата поддршка, да ја побараме вашата доверба, со цел да ја реализираме новата програма на ВМРО-ДПМН обнова за Република Македонија, која предвидува повеќе од 1000 проекти кои треба да ги реализира идниот премиер на Република Македонија, професорот доктор Христијан Мицковски. Мислам дека ни е доста веќе од оваа погубна политика на оваа влада. Доста ни е веќе од овие наши ромски политичари кои немаат ниту идеја, ниту интерес, немаат ниту желба за да се подобри ромското прашање. Потребни се нови мерки, потребни се нови проекти. Потребно е уште сега да го фатиме чекорот со останатите. Видете само што ни се случува со улицата Индира Ганди, ако ви текнува. Не баре градат реконструират 100 километри автопат. Не, господа. Ви треба цел мандат за да асфалтирате неколку километри улица. Почитувани, потребен е сојузник, потребен е пријател по ромското прашање. Тука за наша среќа подпредседателот на ВМРО-ДПМН и носителот на изборната единица број 2 господинот Владо Мисајловски, исто начело со идниот премиер професорот доктор Христијан Мицковски, кој ќе биде наш голем поддржувач во делот на остварувањето на нашите права. Драго ми е што присуствуваме тука, ние со нашите членови на партијата и останатите. Значи нема што да потенцираме во смисол на односот на СДСМ во претходните 3 години. Значи ништо не е направено за ромската заедница. Она што во претходниот период беше вистинска еволуција за ромското прашање, односно општествено-политичка, економска и културна ренесанса, беше све постигнато со партијата ВМРО-ДПМН и со председател на партијата Груевски. Она што во овој момент сакам да потенцирам, вие горе-доле сите сте наши
со партици. Значи треба сите масовно да се вклучиме на сите улици. Ние го правиме во претходните денови и на пазарите неколку пати и сабота и недела бевме, сите да одиме да ги забележиме нашите роднини, нашите блиски пријатели, нашите браќа, сестри, сватови и така натаму, да направиме една голема промена на ромското прашање во општина Шуто Ризари, да ги мотивираме, да им кажеме дека и вистината, не само мотивација, дека иднината на ромската заедница, иднината на ромското прашање е со ВМРО ДПМН. Тоа се покажа и во претходниот период. Прв пат средно училиште да се изгради од постоењето на оваа општина, односно населба. Така беше. За прв пат со ВМРО ДПМН започна вработувањето во администрацијата. До тогаш имаше 0 вработени низ целокупната администрација на Република Македонија. Она што сакам исто да го потенцирам, со ВМРО ДПМН имавме и министри, имавме и пратеници и директори на важни директорства и установи низ Република Македонија и безброј стипендии за студентите, запишување со посебни квоти за средношколците и така натаму. Чувани пријатели, денес сум тука пред се да ве охранам сите да излезете на гласање. Денес имав пресконференција со Државна изборна комисија и промовиравме и спота, че има и постери каде што ние фактички, како Министерство за внатрешни работи, ќе ги преземеме сите активности за подкуп да се спречи. Помина времето каде што се купуваа гласовите на социјално ранливите категории, поготово на ромите. Ние како Министерство за внатрешни работи ве охрабруваме сите да излезете на избори и да го дадете гласот за кој сакате вие. А од наша страна, од Министерство за внатрешни работи ќе преземе активности за спречување на сите изборни нерегуларности. Да немате страв, да не ви вршат притисок, да не ви купуваат за ич пари гласовите, туку да си ги дадете онака како што вие знаете. Јас подпишав и платформа со ромските невладени организации, кои што ни се партнер како Министерство за внатрешни работи, со кој што ние преземаме обврска да ја засилиме полициската станица тука и подеднакво ромите да бидат вработени во Министерство за внатрешни работи. Да. Значи, што значи тоа? Тоа значи дека не може никој подобро да ја знае проблемите од криминална точка или од било каква точка гледна тука, отколку ром полицаец. Ромот полицаец е израстат тука, ве познава вас сите и вие му верувате него и најмногу може да ве заштити. Заради тоа, како Министерство за внатрешни работи планираме да ја прошириме полициската станица тука и да вработиме луѓе од